навестува за тоа што треба да се случи непоследно по неговото страдање, по неговото воскресение и вознесение, ни навестува дека Иерусалимскиот храм ќе биде срушен, како што слушнавме, им вели на апостолите, кои што се воодушевиле кога го виделе храмот како едно огромно, велелепно здание, дека тука на тоа место кај што храм, камен на камен нема да остане. И навистина тоа така се случило во 70-та година по Христа, како последица на тоа што евреите во поголем број се уште Месијата, односно Спасителот, го замислувале како ослободител или спасител кој што треба да ги избави од политичкото или националното робство, робството од другите народи. И вели во Светото писмо, пазете се да не ви излаже некој, зашто ќе дојдат мнозина и ќе речат јас сум Спасителот, јас сум Месијата, и навистина доаѓале многу такви кои што самите себе си се прогласувале за спасители и манипулирале со народот, а народот пак очекувајќи го токму таквото спасение, значи спасението од политичкото робство, а не од робството на гревот, злото и смртта, им верувал и бил, значи, изманипулиран и сакал самиот да себе си да се манипулира преку тие така наречени избавители или спасители, кои што всушност него повикувале народот на внатрешна преобразба, на тоа да се смени личноста, туку го повикувале кон идеологии и восстанија и на тој начин го вовеле, значи го носеле кон смрт, која што е не само физичка смрт на телото, туку и духовна. И тоа е една поука и за нас, значи да се пазиме и ние денес, најпрви запрашувајќи се и преиспитувајќи се на кој начин го замислуваме нашето спасение и што подразбираме кога ќе го спомнеме тој поим спасение. Значи, Христос дошол да не избави од гревот, злото и смртта. Меѓутоа, ако длабоко проникнеме малце во себе си, се запознаеме, ќе видиме дека сакаме сите ние се плашиме од смртта, се плашиме од страдањето, се плашиме од злото. И не ги сакаме злото, не го сакаме злото. Но кога ќе видиме дали се плашиме од гревот и колку сакаме гревот да го победиме, ќе видиме дека тука сме некако млаки, значи некако бараме спасение повеќе за овој свет, а не за во Царството Божјо. Не бараме спасение на душата и духот, бараме повеќе да бараме спасение само за телото. Нека Бог ви подари на сите се што е потребно за спасение, доблестите и вредностите на Царството Божјо, мирот, кротоста, љубовта, праведноста и сите останати други добродетели, нека ви се преумножат на сите, нека ви ја чуваат и нека ви ја засилат заедницата и во домовите и овде и секаде меѓу пријателите, меѓу роднините, па да го наследиме вистинското спасение за во Царството Божјо. Амин. Амин. Благословот Божи да дојде на вас. Благословот Божи